Штипската општина дење сади, несовесен, но ќе крши и вади. Само вчера штети од неодговорно однесување на поединци се регистрирани кај спортското игралиште во Сењакот и кај новиот парк покрај Брегалница. Имаме од некои несовесни граѓани постојано уништување на оној декоративен дел, односно декоративните садници и розите кои што ги поставивме на овој терен се украдени, односно некој ги присвоил, така да речем. Несовесност некои штипјани синоќ демонстрирале и во населбата Сењак, каде е искршена информативната табла. Срамота е, како не е срамота. Купи имаме изнатурани, извадија ги, нема дека да седнеш се. Се што направија се растурија. Да пустат, нема култура, основна култура нема децата. Па јас сам се чудам зашто го тоа прават. Ја многу пати кога видам, знаеш колку ми е непријатно, викам зашто сум му смета. Сите луѓе не се исти. Некои сака да направат, да залепат, да дотера нешто, а други опа после него мине. Претходно штети се санираа и во игралиштето на улица Косовска, жардинерите во центарот на градот, чешмата на пазарот. Месечно, ваквото однесување на граѓаните, јавните предпријатија и општините не само во Штип, туку и целиот регион ги чини и до 5000 евра. Поради ова, оние кои поставуваат, по кој знае кој пат апелираат. Апелирам до сите граѓани, нека го чуваат ова зеленило и овој простор што го ние уредуваме секаде во градот. И оние граѓани кои што, еве, исто така како нас се загрижени за зачувување на овој простор и на зеленилото во градот, ако приметат вакви појави, нека се јават до нас, ние ќе интервенираме. Секако, апели имало и порано, но до оние што треба тие не допреле. Од тука поголем ефект веројатно ќе имаат полицијата и казните.